Ајде, продолжимо. Сега, кога човекот преска, кој дојде овде, сега ќе дознаете за кого. Се расплака како дете мало. Знаеш ли колку емоција покажа тие? Сега јасно, готов, ама ќе се воздржим. Емоције, што ете некој знае да го испоштија неговото дело што го дал со годините во Тетово, во фудбалскиот клуб Тетекс, а и за љубовен играше на крајот на кариерата. Мирко Петров имаше небесен скок, имаше удар со глава што ретко кој у Тетово кроз годините го има. Мирко Петров И човек со 100 срца. Ни го земле Хајдук кој леговме у прва лига у Сплит го однесе. Уште еден аплауз за Мирко Петров. И една анекдота, мислим дека првите умакин копачке у Тетово му стигнаа по пошта од една многу убава девојка, рече од Австрија му ги пратила. Ние се чудем во свите тамо, немаше помакин. Мирко Петров ги имаше помакин копачките за паркуту нашата со Микола. Порасна му покрај вас. Застане Петров, уште малку само, а сега, кога дојде, кога ни потврди дека ќе дојде со авион 1500 километра за да ни испоштие, за да испоштие ова организација што вечерва ја приредуваме. Буран Беадини, ама слушајте, препол стадионот. Имаше публика и по дрвата, и по зидоите таму, и по жиците, и на трибината, и у Котарот, а Котар се викаше таму. Значи, претесен беше малиот, скромен наш стадион кога Тетекс играше у прва лига, а ни дојде Хајдук од Сплит, со Златко и Зоран Бујовиќ, со Блаш Слишковиќ, со Иван Гуден, со Ведран Рожич, со Боро Приморец. 4 октомври 81. 4 октомври 81 година. Историјата и Тетово, и фудбалскиот клуб Тетекс никогаш нема да го заборави тој момент. Една од најголемите победи на Тетекс во историјата. Падна Хајдукот, големиот Хајдук од Сплит. Буран Беадини беше стрелец на единствениот гол, еден аплауз за легендата на Тетекс. Судија Зоран Петровиќ од Белград. Ја би сакал да искористим можност со еден аплауз и за Насер Беадини, покојниот братот на Буран Беадини, еден аплауз. Беа голем тандем. Еве емоцијата го разгладува, сака Буран да ви каже два-три збора. Фала ти прво што дојде и што... Изминете, вака сега ќе... Слободно. Изминете. Сега Тетекс мене ми даде све. Сега кога ме побара, јако побара Цолев Урошевиќ. И кога ми рече дека ако не дојдеш, ќе изгубиш многу нешто. Рече околу 70-80 души ќе би даде тука. И крајава, кога ми рекоа дека ќе одем, пред малку и другарот рече дека 1500 километра за вакво друштво и 2500. За мене ова километар е што сум дошол, многу сум задоволен. И да ви кажам, ако сум останал како Буран Беадини, тоа е се од Тетекс. И како сум заминал во Турска, што сум заработил и како фудбалер на Тетекс, увек сум поносен и им желим на овие, им сакам на овие помладите, еве овиете нашата генерација кои ќе гледат, така да работат и Тетекс никогаш нема да се заборави и ако и во аматери, ама Тетекс ќе живее. Викам на благодарам на сите. Фала ви многу и многу сум среќен во ова. После ова, јас се очастим Буран Беадини, го имам клипот добиено од РТС Белград
Извештај од спортски преглед и голот што го даде Буран Белодини, можем да ви го пуштим на свите кои сакате да го видите. За Горан Никедич, робустниот центар бор на TEDx. Сакам Љупче, пошто има Љупче посебни збори, а он како центар бор заслужува посебни збори. Еден аплауз прво, па Љупче да го представи за кого се работи. Легендо, хвала ти што дојде прво. Сега Љупче, ти што... Горан Никедич дојде во намера да ни помогне за повторно да бидеме прволигаши. Беше во екипата кога го одигравме првиот надпревар официјален на новиот градски стадион. TEDx Трепча 0-0. За жал. На лофту пише тоа. На лофту 0-0 пише. Така, значи го има на таа слика. Повтор пут беше дојден Зоран Чолаковиќ кај нас откако испаднавме. Но за жал есенски прварци бевме, ама не успеавме да влеземе во прва лига. Горан остави добар впечаток и ни е драго ше овде меѓу нас. Еден аплауз за центар борот на TEDx, Горан Никедич. Горан Никедич изразува желба да ви се обрати. Свако друштво е само пожелати човек да може овоја институција и све. Желам и све да поздравим и моју генерацију и пред тога и све. Хвала вам на свему што сте пруžили. Надам се да се дружимо да дојдете код нас. Хвала ви. Во групата и во друштвото на овие златни наши момци секако припаѓа и Миодраг Зиле Савич. Па човекот што со своите 5, сигурно јас се сеќавам на 5 или 6 гола во пролетниот дел на првенствената сезона кога постанавме прволигаши. На време нашиот легендарен тренер Зоран Чолаковиќ ја уведе потребата да го замениме Грнчаров, пошто беше во ЈНА, покојни. Доаѓа на негово место Зиле Савич и кога тешко идеше, Зиле Савич беше тука со своите 5-6 гола, пак ќе кажам, допринесе TEDx да стане прволигаш. Секогаш благодарни на него и секогаш на нашето гостување ветеранско во Ниш, он е прв до нас. За таа и за него имамо подготвено еден дрес за спомен, повели Зиле. Иначе да споменеме дека беше и екипата на одратници од Ниш дојде, има своји голови во тие купове, па убави резултати. И уште нешто. И уште нешто, пред сите присутни и пред, повторно ќе кажам, златната генерација, ни недостасува, се обидовме да направиме напор со семејството на капитенот Стеве Заковски. Во оваа прилика, да знаете дека имаме подготвено и за него исто дрес како и вие, ќе му го проследи неговиот кум Сречко Мисајловски и сигурно дека не бил Стеве во состојба здравствена да дојде овде меѓу вас да биде. Еден аплауз за Стеве Заковски. Стеве заслужува секако ова. Здравствената состојба не дозволуваше да биде овде меѓу нас, направивме сите напори да биде присутен. Поздрав од сите нас. Една слика многу квалитетна мора да биде направена, ве молам. Може да биде ете така доле, 2-3, па